Така неформално прво ќе пробам нешто да направам. Сакам на председателот на местни комитет Карпош да му го честитам денешниот роденден и сите се да се жели здрав да носим победа некојка, не Боже. Насела Карпош може слободно да каже бастион на ВМРО ДПМН. Победа и кад други су го биле, овдека сме имале огромни победе. Може да каже дека организација овдека местна комитет е една од најдобри што ги имаме у Куманово, од аспект на структурна поставеност, од аспект на теренску работа, од аспект на акции. Овој се луѓе кои што буквално знаев како дише населба свака куќа и буквално луѓе кои што ќе го погоди резултат у плюс минус 2 до 3 гласа. И тој да увек се го правиле и заради тој сакам еден аплауз од нас до нима за све што се направиле за ВМРО. Имаме специфични избори. Ми не сме навикнати овакој дистанце, мал број на луѓе и се ова што треба да го правиме, меѓутоа верујте, мора да го зачуваме здравје на сите нас, мора да почитуваме мерки, мора да бидеме безбедни и усогласно со тој да функционираме од десна вања. Не сумњам дека овдека ќе направиме страшно добар резултат, не сумњам дека овдека ќе ги предизвикаме огромно нервозу. Оно што исто не сумњам и сакам јавно ти да ја кажу, да се обврзу пред сите нас, пред носители кој што не е подпредседател на ВМРО ДПМН, е дека и ви не треба да сумњате дека јутре населба Карпош ќе биде дан од приоритетни населби каде што ВМРО ДПМН ќе помогне за сите проблеми кои што има реални проблеми ова население. Да не дужу многу, јас сакам да покану и наши гости, ти с нас и познат наш актер Тони Михајловски, може нега познавате од Маско. Кандидатите за пратеници од Куманово, Тихомир Алексовски, Гети Димит, Кумковска, тука е кандидатот за пратеници, Гордана од Социјалистичка партија и членот на извршен комитет Игор Божиновски, тука сам аз. Нормално да му даеме збор и еден огромен аплауз за многу добре даден носителот Владо Михајловски. Ќе кажам начинот Владо Михајловски. Здраво живо на сите, председателя да се жив и здрав, среќен роденден, убав ден одбравме. Добро, јас не доаѓам прв пат тука, сум бил неколку пати. Стварно е убаво да се биде тука, ви благодарам се што правите за ВМРО ДПМН, благодарам што одвојувате време и во ова време да дојдете во пандемија, што ја сакате партијата и што ја сакате државата. Имаме тешки избори, корона избори, но мора да се зачуваме Македонија. Вие тоа го правите многу години назад, знаете како е да се биде под власт на СДСМ со децени, но не се предавате. Ова што го кажа Бране дека не сме ова населба да биде забравена, јас лично сакам истото да го кажам и не само зависи од одбора, пред камера, јас лично ќе се борам да се променат многу нешта. Тука се со нас се разбира и коалицијата, Иван не знам дали дојде. Има представници. Представници од коалицијата со Српската партија, Иван исто така ни помага многу и благодарност и во парламентот што не поклекна на сите оние искушенија. Благодарам, видов дека денес имате и доста штандови, секоја чест, најважна е соработката, но браво. Јас нема премногу да зборувам, ќе ви давам можности вие да секако да се обратите и нешто да кажете. Планирани со вие среди да бидат и пократки, поради оваа дистанца, поради овие мерки, но сакам една работа да ви порачам. Ќе завршат изборите. Ќе победиме, но треба да бидеме луѓе повторно да дојдеме тука. Јас ви го ветувам тоа дека независно што да се случува, дали некој од нас има функција или нема, човечки, ВМРО-вски, македонски да дојдеме повторно да се погледнеме во очи, да ги решаваме проблемите. Некогаш во минатото и ние нешто сме ветили додека сме биле на централна власт и не сме исполнени. Треба да разговараме со граѓаните и тоа да го кажеме. Иако во оваа општина локалната власт не сме ја добиле многу години, со децении, мислам дека редно време е вие да изберете градоначалник, да биде токму од тука, а тоа ќе се случи за неколку месеци. Затоа ви охрабрувам, оваа кампања кога ќе заврши, веднаш да продолжиме со нова кампања да го изберете новиот градоначалник од ВМРО ДПМН. Од срце ви благодарам што доаѓате и на крај да ги поздравам овие прекрасни луѓе што ќе бидат пратеници, да ви дадам еден аманет. Јас сум имал многу функции во
иако сум прилично млад, сум имал многу функции во власта. Нема да заборавите ниту еден човек од местните комитети, ниту еден човек од општинските комитети, но ниту еден човек, обичен граѓанин, симпатизер, неопределен, бидејќи животот продолжува и после тоа. Треба да се погледнеме со тие луѓе, иако некогаш можеби сме изгубиле на избори, не сме изгубиле, ние одзеле власт, не сме направиле влада, но без народот сме никој ништо. Затоа ве замолувам, секогаш да доаѓаме во АНСБ, на секаде во Куманово, и ве замолувам конечно да направиме огромна победа. Јас знам дека победувате, но да екне овде од Куманово дека е доста. Ве благодарам на сите. Драги мои кумановци, драги мои Рајково куќани, јас сум од Бана Отрла, ако некој случајно не знае. Добро, ја да се пофалам. Мене кога ќе ме прашав у Скопје, вика, зашто не кажуваш дека си од Куманово, ја викам од скромност. Знаете што, време е да си го земеме град под наше, време е да го ослободиме овој град, а пут до слободу уопште не е ни едноставен, ни лесен. За тој пут има многу трња, има многу дупке, ми тој све треба да изводиме сега. И на човека може да му одземеш све, само не може да му го земеш слободу на избор. У било кои околности што се наваѓа. А македонец данеска, мислам на сви македонци што живи овдека, дали са македонци с албанско потекло, с ромско, с српско потекло, било какво, са донесени пред избор да изберемо дали ќе сакамо да живееме у слободу или ќе продолжиме да бидеме модерни робови. Ја роб не сакам да биду, верувам ни еден од вас нема да сака да биде. Треба да го проширимо тај реч, дека не треба да се плашимо, дека ако сакаш да си слободен, прво треба да го победиш страх, за да бидеш слободен човек. Да ги покажемо дека не ги се плашимо и што е најбитно луѓе, идете куде своји другари, идете куде своји роднине, идете куде своји пријатели, колеги, што може да сега дале глас некад за нима и сега се разочарани. И кажете ги да се охрабрив, да ga дадев глас за Македонија, да не гледав на политички подел. Ми можемо да бидеме непријатели и здраво да не се викам. Меѓутим, најмал заеднички содржател, а у исто време и огроман заеднички содржател е оваа земја каде што живимо и тој нема било кое име, него се вика Република Македонија. И за нас такој ќе остане. Зашто треба да гласате за Владо? Затоа што негова кариера е без флеку, затоа што Владо е докажан радник, затоа што Владо има успеси позади себе, а знаете дека успех у Македонија е неопростива категорија. Не, да ги покажемо дека знаемо да го изградимо државу с љубов, а не с лични разлози за богатење и, не знам, местење на било какви услови само за ти да дојдеш до некој корист. Да ги покажемо дека с сакање може да се направи многу повише и дека јутре, кога ќе заврши политичка борба, да си пружимо руку едни меѓу други и да останеме македонци, сви заедно да живееме во едно исто државу с едно исто цел. И још едно работа зашто треба да гласате за Владо. Знаете, ја беше на терен у Ѓорче таму. Ѓорче ви е како Куманово да е пребацено у Скопје. Исти луѓе, иста енергија, иста сила, исто поштење, иста идеја. Затоа мислам дека не треба да имате дилему, а оние што имав дилему, разбите ги го и кажете ги дека на 15 јули 14 треба да заокружи. Владо Мисајловски е човек што ќе донесе обнову и цел негов тим позади njega, заедно со ВМРО-ДПМН и коалиција за обнову на Македонија. Сви заедно, да сме живи и здрави, бидете добри, ако имаш некој да се обрати, фала. Слободно секој од вас што сака, повелете, прашајте, искарајте не и така натака. Повелете од таму. Слушај, ќе победимо за побед. Ама немој да се деси како порано, да биде да ги помилуваме, кога они нас не затвара в едно друго, да ги опростуваме. Да се расчисти овој октопод. Да се расчисти. Судство да дојде свакome да го вати, да не некој се штити. И да видимо старонаврично градоначелник. Пут требаше да го прави за Буковљане, да го тампонира с албанца, направише само како да пројде булдозер еден дан. Исто и куде треба и куде не треба. Само да направи километраж.
а парите ги нема. Да видимо куде су и што су. Тоа е од нас. Немој да дојдемо па исто да биде ко порано. Молим. Јас ќе ви одговорам вака. Јас сум прв, може би еден од првите. Значи јас сум еден од првите што ќе ви кажа вака јасно и гласно. Независно од која партија се криминалците, независно. Сите у затвор треба да. Бидејќи ја имаме еден терет врз мене што ми се случува последно време и тоа го чувствувам, но никој не е фатен. Нека се фатат тие што се вистинските криминалци, независно од која партија се секој да одговара. Мора да се смени ово општество еднаш за секогаш. А не бандити да се пуштаат и да хараат по улиците и нашите деца да не сакаат да останат тука во оваа земја. И тоа е една од основните причини зашто младите се заминуваат, што не гледаат иднина и не гледаат перспектива. А ја мислам дека редно е време сите партии да си пружиме рака, барем за борбата против корупцијата, криминалот и правдата да бидат на прво место. И таму да биде ударот. Јас се надевам дека го добиеме гласот на народот, ќе ја формираме владата, па ќе видите наскоро. Благодарам.